Москавично се шири COVID-19 и новиот сој Омикрон. Речиси секој четврти во Северна Македонија е позитивен на COVID-19, а околу 70% од македонските граѓани се позитивни на COVID-19. Амбулантите се преполни со пациенти, врволица од граѓани. Тестови се прават, иако во Заводот, односно во Институтот за јавно здравје, деновиве според одредени информации не се правеле тестови, па дел од граѓаните се принудени да прават на приватно кој чинат околу 2000 денари. Во ова издание на Тринг, мој соговорник е инфектологот Фадил Цана. Добре дојдете во емисијата. На почеток, докторе, ова е некој нов бран и на што се должи зголемиот број на заразени? Па тоа слободно може да го наречеме дека е нов бран. По тоа, вашиот вовед дека москавично се шири новиот сој и алармот и предупредувањата од СЗО дека новата варијанта, тоест новиот сој се шири низ Западна Европа и Балканот, беше прашање на време само кога ќе биде присатен и кај нас. Со оглед на тоа дека нашиот здравствен систем го прифати тоа како природен тек на самата еволуција на вирусот, нормално е и очекувано дека бројките ќе растат и ќе имаме нов бран. Ова е веќе, според мене, бран, но добрината и позитивноста на целиот овој бран е тоа што досега има една блага клиничка слика и е без, барем доколку се досегашните сознанија, без некои потешки последици. Она што останува дилемата е до кога ќе се справуваме со оваа здравствена криза? Па како се сознанијата досега, тие што се во научниот свет, се очекува пандемијата да помине, во ендемија. До крајот на година, ако со овој тренд и со овој тек се шири коронавирусната инфекција, се очекува да го промени обликот од пандемија да се претвори во ендемија и ќе останат само одредени ендемски зони кај што досега вирусот не бил. Сега проекциите за тоа како би било текот и еволуцијата на вирусот никој не може да ги предвиди, но знаејќи дека природниот тек на вирусот, тоест коронавирусот, е дека он цело време еволуира, се очекува, ако не, и да имаме и некој друг сој на ова коронавирусна инфекција. Дел од вашите колеги сугерираат дека е безпредметно да се носат маски. Не ви се чини дека помалку пандемијата и се злоупотребува? Па тоа што се состана комисијата, веќе тоа е општо познато за сите граѓани. Таа комисија никогаш не донела одлуки, таа комисија секогаш го советувала министерот, а министерот секогаш донел одлуки што комисијата не ги знаела. Барем тоа е наше искуство и тоа сме биле сведоци во време на овие поминати 2 години, кога секогаш во нашава држава имаше мерки кои не соодействуваат со мерките на западните здравствени системи. И во овој случај, во недостаток на првиот човек на здравство, додека да се именува новиот, комисијата немала, да не кажам ингеренци, да донесе одлука, туку чекала да види како ќе биде концептот на новиот министер кој ќе дојде после неколку дена. Така што во целава ова ситуација, дали да се крати време траењето на изолација, ја потполно се согласувам, затоа што тоа што го реков начелно, дека новиот сој досега покажува блага клиничка слика и има
кус временски период на опоравување. И стварно е нонсенс, например, од тоа искуствено го кажувам, од пациент кој прележал, од пациент кој бил хоспитализиран на клиника, пациент кој примал 2 дози на вакцини, значи вакциниран плюс повторно реинфициран со омикрон, му се дава забрана од 20 дена, кога тој после третиот ден со една лесна симптоматологија е негативен и сега е нонсенс, например, на таков пациент да му се дава 20 дена изолација. Тоа се случува само во нашава држава. Денове во јавноста се фрли сомнеш околу тестовите кои се прават од COVID-19. Сега ќе ви прочитам една анализа на доктор Горан Конгуловски, кој вели: ако се анализираат јавно достапните податоци од Институтот за јавно здравје, се направи анализа на ПСР позитивните резултати од вкупен број на тестови во текот на најсилните бранови на пандемијата. Излегува дека има силна неконзистентност и нескладност помеѓу ПСР лабораториите во Македонија. Може да се сомневаме во веродостојноста на тестовите? Во ова состојба во кога кај нас имаме промена на да кажам на власта, на надлежностите од еден министер на друг, може да се и се сомневаме во ваков бран кога значи знаат да се злоупотребуваат и резултатите. Сега мора тоа и да го признаеме, да го прифатиме дека тоа во нашето општество може да се случи, но за тоа сепак има орган кој треба да направи надзор над сите тие лаборатории, дали тоа правилно го прават, дали тоа го изведуваат како што треба, а тоа е според моите сознанија Министерството за здравство и можеби овој период да не кажувам и не се и се злоупотребува. Има недостатоци во здравствениот систем. Коронавирусот е прашање на државна безбедност. Ке кажете овој ваш став во екот на првиот бран на пандемијата? Тогаш да, но тогашниот менеджмент на здравството мислеше дека тоа се случува во Кина. И тука е некаде во Италија и кај нас има време. Значи се бавеше со сосема нешто друго. И во никој случај тоа сериозно не го прифати. И како да кажам, резултат на целиот тој пристап повеќе пиарски, да кажам, од страна на Министерството на здравство, отколку суштествено што треба за време на пандемија да се направи, тоест што треба здравствениот систем да направи за своите граѓани, имаме резултатите. Сме на топ 10 држави кои имаат поголема смртност. Доктор Сана, како е возможно, например во Австрија сега читав да е бесплатно тестирањето од COVID-19, во Србија тестови може да се направат само на државно ниво, а тука како да се тријат раце за да се заработи на грбот на граѓаните? Тој најмалиот трошок би кажал, иако и тоа е праведно, значи тие здравствени системи сепак со тоа се докажува дека се грижат за своите граѓани. Кај нас во почетокот, кога беше ситуацијата таква што целава држава требаше фокусот да го има во менаџирањето со пандемијата, само во Македонија се дозволи да се лекуваат во приватни болници пациенти, а тие пари значи да излезат од джебот на граѓаните. Ние сме сведоци, тоа уште денеска се случува што требаше да депонираш огромна шифра на средства, па за да те примат. Нема врска дали ќе умреш пред врата или не. Тоа беше наша реалност. Никој за тоа не проговоре, никој за тоа никогаш не сноси одговорност. Во никој случај државата не им излезе во пресред, според моите сознанија, туку тие трошеа енормни цифри на средства само за да лекуваат или накрај да имат исто така летален исход. Значи, за да земаш
еден починат од тоа место, требаше прво да ги најдеш парите, да депонираш, па да можеш, значи, погребот да се одвива како што треба. Да сублимираме на крајот. Имаме случај пациент, односно човек кој е вакциниран со 2 дози, некои дури и со 3, па повторно добиваат, односно стануваат позитивни на COVID-19. Новиот сој се покажа дека може да го заобиколува имуниот систем стекнат од вакцини, не дури и од тие што веќе прележале. Вакцината, како што сите знаеме, не заштитува 100%, дури во сојот на Омикрон, некои податоци, докази што пред некој ден ги прочитав, кажуваат дека за сојот Омикрон дури 40 до 50% заштитуваат вакцините, а не повеќе. Сега, целава ова ситуација може да се сублимира дека сепак ние треба и понатаму, без оглед на тоа дека вакцините не го стопираат 100%, но го ублажуваат. И клиничката слика кај луѓето што се вакцинирани е многу полесна. Тоа е веќе утврдено, значи научно, дека тие поминуваат многу полесно од невакцинираните. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам за поканата.